Денеска 19 мај се одбележува Светскиот ден за борба против хепатитисот. Останете со нас по кусиот преглед од настаните на денот, следуваат урбаните вести. Еден час пред стемнување весел плоштад повторно се одржува на плоштад Македонија. Кината омилена забава на Скопјани. Како да го откриете ракот на дојката во рана фаза? Секој петок и сабота во месеците мај и јуни од 19 до 20 часот на плоштадот Македонија продолжува да се реализира проектот Еден час пред стемнување весел плоштад во организација на Детскиот културен центар Карпош, поддржан од град Скопје. На 24 и 25 мај ќе се одржи гитаријада Тремоло 2013, а на 31 мај и 2 јуни ќе настапи фолклорната секција при Детскиот културен центар Карпош. Детскиот културен центар Карпош и годинава продолжува со реализација на проектот Еден час пред стемнување весел плоштад, поддржан од град Скопје. Плоштадот Македонија ќе заживее со музика, фолклор и други активности наменети за децата, младите и граѓаните на Скопје. Проектот започна на 8 мај годинава на платото пред Сити Галери со настап на фолклорната секција во Детскиот културен центар Карпош. Програмата ќе се одржува секој петок и сабота во мај и јуни од 19 до 20 часот. На 24 и 25 овој месец ќе се одржи гитаријадата Тремоло 2013, а на 31 мај и 2 јуни ќе настапи фолклорната секција при Детскиот културен центар Карпош. На 7 и 8 јуни ќе гостуваат фолклорни групи од Македонија. Минатата година проектот заврши успешно и затоа и оваа година повторно просторот на плоштадот Македонија ќе заживее со музика, фолклор и други активности. Од Детскиот културен центар Карпош се надеваат дека со реализацијата на еден ваков проект на Скопјани ќе им се понудат нивните искуства, ќе им ги покажат талентираните деца групирани во различни секции, но и дека заеднички со сите граѓани на Скопје ќе може да споделат моменти на забава, разонода и уметност. Тие се надеваат дека можеби на овој начин ќе го разбудат интересот кај најмладата генерација да членува во нивните секции и се надеваат дека со нивните представи ќе гостуваат и во другите градови низ Македонија. Општина Илинден организира хуманитарна акција за собирање облека, да ја покажеме хуманоста на дело, која што ќе се одржи на 20 и 21 мај оваа година во сите населени места во општина Илинден. Акцијата ќе се одвива во домовите на култура во период од 8 до 20 часот, каде ќе бидат поставени соодветни садови за собирање на облеката. Хуманитарната помош ќе биде наменета за семејствата соочени со соодветен социјален ризик. Во минатогодишната акција да ја покажеме хуманоста на дело беа собрани 15.000 парчиња, кои што беа донирани на социјално загрозените семејства од општина Илинден, во домот за деца без родители 11 октомври, како и во СОС Детското село. Отворањето на киното Синеплекс ја врати публиката во киносалите. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, во 2012 година посетеноста на македонските кина е зголемена за дури 149,2%, а биле прикажани за 36,8% повеќе филмски проекции за разлика од 2011 година. Ивана Митковска. Културниот живот во главниот град се повеќе се збогатува, се зголемува бројот на културни манифестации, меѓутоа како најинтересна забава за скопјани се издвојува киното. Киносалите во главниот град се најпосетениот сегмент од културниот живот во македонската метропола. Доказ за тоа се и последните податоци од Државниот завод за статистика, според кои македонските кина во 2012 година ги посетиле за 149,2% повеќе посетители за разлика од претходната година. Најголем придонес за враќањето на трендот за одење на кино во главниот град има новоотвореното кино Синеплекс во Скопје, Сити Мол. Откако се отвори киното Синеплекс во Македонија, граѓаните за прв пат добија можност да гледаат светски премиери заедно со останатите метрополи, па дури и пред нив. На 25 април македонската публика и љубителите на акционите блокбастери имаа можност премиерно да го погледнат третото продолжение на филмот Железниот човек во киното Синеплекс, и тоа дури една недела пред премиерата во Соединетите Американски држави. Додека светските премиери на најновите филмски проекции пристигнуваат до љубителите на филмот за рекордно краток период преку киносалите во Синеплекс.
Статистиката посочува дека во 2012 година прикажувањето на филмски проекции во Македонија било зголемено за 36,8%. Купниот број проекции бил 689, од кои 88 филмови кои биле прикажани во македонските кина биле домашни проекции, а 512 биле странски филмови. Најмногу проекции 377 имало во општина Карпош, каде што е сместено и киното Синеплекс, а потоа следуваат кината во Центар, односно Кино Милениум, Рамстор и Фросина со 144 филмски проекции. Од вкупно 297.943 посетители на кината во 2012 година. Најмногу биле во кината во општина Центар, 182.235, а повеќе биле посетени странските филмови со 193.779 гледачи, а на проекциите на домашни филмови имало 80.643 посетители. Последниве децении бројот на жени кои боледуваат од рак на дојка е во огромен пораст. Пред се поради нездрави навики и забрзано животно темпо, како и постојана изложеност на стрес. Речиси 80% од пациентите се постари жени над 50 години. Андријан Димитриевска. Навременото откривање на ракот на дојка е клучен фактор за лекувањето на оваа тешка болест. Билкарите препорачуваат производи врз основа на алоe, водопија и димарка, кои го забрзуваат закрепнувањето и делуваат превентивно. Последниве децении, бројот на жени кои боледуваат од рак на дојка е во огромен пораст, пред се поради нездрави навики и забрзано животно темпо, како и постојана изложеност на стрес. Како и во сите други случаи на малигни заболувања, и ракот на дојка е потенцијално смртоносен и бара итно отстранување, што порано се подразбирало со ампутација на дојка. Сепак модерната медицина ги совлада методите за болеста од рак на дојка, која е откриена во рана фаза, кога може да се отстрани само болното ткиво, така што дојката останува зачувана. Се верува дека појавата на рак на дојка во околу 10% од случаите е наследна. Преку женска линија се пренесува генетска мутација, која предизвикува почеток на создавање на малигни клетки. Постојат и многу други фактори кои исто така предизвикуваат мутација на гените и појава на малигни заболувања, прекумерна изложеност на зрачење и канцерогени супстанции, хемиски производи, нездрави животни навики, како што се пушење, прекумерна употреба на алкохол, нездрава исхрана. Речиси 80% од пациентите се постари жени со околу 50 години. Главните симптоми се оток, ранички или појава на секрет од брдавиците. Многу често појавата на рак и претходи на гинекомастија. Училиштето Крсте Мисирков е едно од 20.000 училишта од 52 земји во светот која работат програмата на проектот Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем. Целта на оваа програма е да се подигне свеста на учениците, наставниците, родителите и сите други вклучени директно или индиректно во училишната заедница. За важноста на секој поединец кој може на различен начин да го даде својот придонес во менување на односот кон животната средина, кон општеството и кон светот. Под мотото "Сакаме зелена планета" во ова училиште се одржа отворен екоден, каде присуствуваа представници од Советот на родители, родители на ученици, учесници во приредбата, ученици, наставници и директорот на училиштето. Овој ден беше одбележан со приредба во организација на наставниците и учениците, членови на екоодборот и работилницата во која учениците твореа ликовни творби на тема "Сакаме зелена планета". По овој повод беше распишан ликовен и литературен конкурс под мотото "Сакаме зелена планета". За кој наградените ученици добија дипломи. Еве што ќе гледате понатаму во неделното издание на Урбаните вести. Спорт. Дейвид Бекам по 20 години професионален фудбал става крај на својата фудбалска кариера. Актуел. Роберт Дауни Џуниор бара $100 милиони за пак да го глуми Тони Старк. Дейвид Бекам по 20 години професионален фудбал става крај на својата фудбалска кариера. Спортските вести со Томислав Атанасовски се веднаш по рекламите.